На мои 24 години основав своја компанија сметководствено биро во Велес. Да се биде жена предприемач и на толку млада возраст во Македонија во исто време може да биде и благослов и проклетство. Благослов во однос на независноста која што ја добиваме во однос на тоа дека самите си кроиме работно време, што за млада мајка на 2 мали деца е од исклучителна важност да си окреираме работното време и работните обврски, но во исто време и предизвиците се токму во таа насока. Се бориме со институции, се бориме со дискриминација по однос на тоа дека сум жена, по однос на тоа дека сум и многу помлада од колегите кои што работеле во секторот во Велес. И тогаш кога колеги вработени имаат право на боледување, имаат право на слободен ден, ние како управители, предприемачи некогаш не можеме да си го дозволиме тоа поради работните обврски. Желбата да останам во Македонија, да живеам и да работам во Македонија и да створам иднина и за моите деца да сакаат да останат тука беше она што ме водеше и се уште ме води во мојата желба да имам успешен бизнис. Постоиме веќе 7 години успешно, клиентите постојано растат, задоволни, со реклама од уста на уста без никаков платен маркетинг, што значи зборува за нашиот квалитет кој што го покажуваме и докажуваме постојано. И токму тоа ни дава мотив да продолжиме понатаму и желбата на вистина да бидеме независни, да бидеме креатори на својата иднина и да бидеме успешни онаму каде што сме поставени. Гледаме успешни приказни секаде во странство, зошто да не направиме и ние успешна приказна од самите себе. Административните процеси во секој случај треба да се олеснат, треба да се направат попристапни и во секој случај мора да има пристап до фондови, за да може жена која што има идеја, која што има компетенции да може да отпочне свој бизнис и да опстане. Не секој има финансиска поддршка од фамилијата, поради што е потребна финансиска поддршка и од државата. Меѓутоа да ја видиме и другата страна, дека жените најчесто нели се носители на домашните обврски, носители на обврските околу децата. Во многу индустрии и дејности потребно е и на попладне да има кој да ги чува децата, да може да се делегираат обврските, така што и во таа насока е потребно подобрување од страна на државата. Овој на самите позитивно искуства, причина што е можност за вмрежување, за запознавање, за охрабрување една со друга, за воспоставување контакти за понатамошна успешна соработка. Секако научивме, чувме добри примери, научивме како можеме да добиеме пристап до одредени ресурси кои што нас не се потребни и се надевам дека ова ќе продолжи во иднина да биде практика да се одржуваат вакви самити и да зајакне уште повеќе тоа женско лоби.